Започнавме со еден серијал за тоа кој што има за цел како да го запознаеме Бога поблизу, повеќе, подобро, затоа што Јован 17.3 вели дека познавањето на Бога и на Исуса Христа е еднакво на вечен живот. Значи, неверојатно битна тема и поминавме два дела во две саботи кои што беа на некој начин воведни, па дури и овој може да се смести во таа категорија на вовед се уште. Ке видиме нешто што нема да го проучуваме во текот на ова серија и ќе видиме зошто. Нема да навлегуваме во тој дел на запознавање на Бога. Живееме навистина во време на информации, информативно време, но можеме да кажеме и време на дезинформации. Токму заради тоа што информациите на дланка многу брзо и лесно стигаат до секој од нас во нашите смарт телефони или на интернет, со оптички брз интернет, нели, денес. Токму заради тоа и тоа е плодна почва постои и за дезинформации. Па имаме, нели, измислија така наречени факт-чекери, или оние кои што проверуваат што се факти, што не се, поготово, нели, околу пандемијава, од како излезе, па ќе ви блокираат и профилите, или не знам, во најмала рака ќе ви блокираат веста која што ја објавувате, која што наводно е лажна и така натаму. И кои се па тие за да решат и кои се воопшто кои се тие кои што проверуваат што е факт, што не е денес. Значи плодна почва, значи за да можат да бидат измамени луѓето. И она што го зборувавме, мислам дека беше со брат Дејан, со Дракче, со Јани, во некој од тие вечери кои знаевме се собереме во сабота навечер, пред години, факт е дека полека, но сигурно одиме кон контрола на интернетот. Тоа е она што им е потребно на елитата, затоа што мас медиумите веќе ги имаат во своји раце и гледате како, поготово околу, па ќе кажам околу пандемијава, само повторуваат како папагали едно те исто, каде и да свртите. И баш поради тоа мора да бидеме многу внимателни, бидејќи не сето она што се презентира на интернет е навистина има врска со факти и со вистина. Јас ќе ви го цитирам пак познатиот холивудски глумец Дензел Вашингтон, кој што го цитира во една моја проповед, она што одеше онлайн, од Штипското поле таму, кој што вака рекол: ако читаш, ако ги следиш вестите денес, односно ако не ги читаш и ако не ги следиш, си неинформиран. А ако ги читаш и следиш, тоа си дезинформиран. Многу мудро кажано. Видовме од претходното предавање во Римјаните 1 глава, која ги гледавме, значи, оние последици на деградирање, опаѓање на прецена моралот и во секој поглед на човештвото, кога ќе се отфрли познавањето за Бога, видовме дека луѓето со неправдата ја задржуваат вистината. Денеска, поготово живееме, значи знаеме дека живееме во последно време, кога токму неправдата е таа која што ја задржува вистината. Затоа што луѓето сакаат, ја засакале темнината, затоа им смета светлината, односно вистината. Или во еден друг стих велеше дека ја заменија вистината со лага. Или други стихови таму во Исаија, каде беше доброто го прават лошо, лошото го прават добро. Навистина страшни време во кои што живееме. Никако луѓе мораме да го држиме Божиот закон, значи да бидеме носители на вистината, а со тоа и деветата заповед, која што вели не сведочи лажно. Значи треба многу да внимаваме околу тоа што изнесуваме и што воопшто проучуваме
и сето да биде подкрепено со факти и да е вистинито. Да се подсетиме на оваа заповед. Значи, гласи не сведочи лажно против својот ближен. Само да видиме каков е описот во Патриарси и пророци на оваа заповед, што се опфаќа. Значи, овде се мисли на секој лажен збор, на секој обид или намера ближниот да се измами. Во самата намера човекот да се измами се наоѓа лага. Може исто така да се лаже со кимање на окото или со движење на раката или со изразот на лицето, како и со зборовите. Значи, не мора да кажете нешто за да излажете, туку може и со мимики и со така натаму. И сега овој дел е посебно интересен. Секое намерно претерување, секое навестување или увивање што е пресметано да предизвика погрешен или претеран впечаток, па дури и изнесување на фактите на таков начин слушателот да се заведе, представува лага. Че вие можете и факти да изнесувате, меѓутоа на таков начин, за да го излажете. Значи, претерување или акцентирање на некој дел кој што нели вам ви одговара за да ги насочите мислите во одреден правец, представува лага. За Господа тоа е лага. Па може да замислиме во какво време, на какви лаги живееме денес. Кога имате ситуација во која што, пак ќе кажам, се манипулира толку многу со бројки, значи на заболени и починати, и само тоа папагалски онака се повторува на сите канали секој ден. Тоа се акцентира, тоа е битното. И тоа создава страв кај луѓето. Токму заради тоа и во таа насока за да ги заведе луѓето, да ги излаже, да ги исплаши, да ги стави во една ситуација која потоа ќе бидат покорни и што ќе им кажете, тоа ќе прават. Вели понатаму, оваа заповед забранува секаков обид да му се наштити на угледот на ближниот со неточно прикажување, со лошо нагодување, со озборување или со пренесување на гласишта, каде што сме посебно слаби, општо зборам. Дури и со немарно криење, дури и со намерно криење на вистината со кое можеме да ги оштетиме другите, вршиме престап на деветата заповед. Видите колку што се опфаќа ова заповед, а не заборавајте таму и во кој беше еден од малите пророци, не ми текнува, во третата глава беше каде што стои дека како да е препис од оној пасос од 14 глава Откровение, каде што остатокот Израелев нема повеќе да говори лаги, вика. Че нема лага да се најде во нивната уста. Тоа е описот во 14 глава Откровение на 144.000. Тоа е остатокот, нели? Значи, навистина време во кое што и текако треба да внимаваме што изнесуваме. И сега во поглед на вистината за нашиот Бог, во запознавањето на нашиот Бог, треба да го запознаеме онаков каков што е. И, значи, исправени пред едно вакво проучување, дури и било каква тема да проучувате, вие сте во опасност. Значи, може да биде таа тема на благослов, меѓутоа може да, значи, постојат извисни опасности доколку навлезете во некои сфери и области кои што не ни се откриени и дадени, да знаеме нешто, тогаш можете да навлезете во опасност да место факти, место вистина, добиете нешто друго и криво го запознаете Бога. Значи, во една ваква област, кога се бавиме со запознавање на нашиот Бог, што е од судбоносна, спасителна важност за нас, се што може човек да каже, зборувам во област која што не ни е откриена, па и во ова проучување, се што може човек да каже се предпоставки, замисли и шпекулации. И тоа може да биде опасно, прво, заради нашите ограничени умови, кои што не можат да разберат нешта кои Бог не ги открил. А од друга страна, ѓаволот може да го искористи тоа за подигање на гордоста на човекот. Знаете, ја нешто знам, ја нешто открив, што никој друг не го открил и не го знае. Знаете, човекот е склон кон такво нешто. Јас знам нешто што никој друг не знае. Знаете, денес излегуваат
ќе кажам пак така наречени експерти, и си измислуваат теории и кажуваат само за да кажат нешто и да презентираат нешто што е поинаку од сите други, за да бидат интересни. Заради тоа, значи, ние во нашето проучување и запознавање на Бога ќе избегнуваме така наречени шпекулативни теории. Нема да навлегуваме, со други збори, во такви забранети области и нема да се занимаваме со такви, како што реков, шпекулативни теории. Пошто, јас, меѓутоа и секој од нас, како човек, сите ние имаме ограничен ум, и колку беше тамо научниците велат 3-4% дали ние користиме од нашиот ум, што е навистина малку, и јас со тој свој ум знам докаде можам да одам, иако да, и јас сум подложен како и секој од нас да паднам на таков еден испит, да навлезам таму каде што не ми е местото. И сега да отвориме во Второ Законие или Пета Мојсија, имаме еден многу убав стих кој што ќе го разграничи сето знаење во два дела. Многу лесен за помнење. Значи, Пета Мојсија, Второ Законие 29. 29 глава, 29 стих. Ки читам првин од ревидираниот превод, а потоа и Константинов, кај што е малку може би поубаво преведено. Вели вака: она што е тајно му припаѓа на Господ, нашиот Бог, а она што е јавно нам и на синовите наши довека, за да ги извршуваме сите зборови на овој закон. Или во Константинов разликата е таа што, ќе опрочитам целиот стих, вели: што е скриено му припаѓа на Господа нашиот Бог, а објавата, ова е многу битно, значи она што е јавно, односно објавено, што ни е објавено нам и на нашите синови за секојаш, да ги вршиме зборовите на овој закон. Значи, сокриеното и тајното му припаѓа на Господ, а јавното, односно она што тој ни го објавува, тоа е за нас, за човечките синови. Значи, гледаме дека овој стих јасно го дели знаењето на она што е тајно, кај што ние не можеме да навлеземе, тоа е му припаѓа на Бога, и е сокриено, и она што е јавно, односно што Господ ни го објавува со одредена брзина во одредено време за наше добро, што може да се види од следниот текст во Ефесијаните 3 глава. Да отвориме, ќе читаме дел, поголем дел, а меѓутоа нема да го читам целиот текст, за да ја сватиме поентата. Ефесијаните 3 глава од први стих. Ефесијаните 3:1 вели: затоа сум јас, Павле, затвореник на Исус Христос, за вас, незнабожците, бидејќи ја чувте распределбата на благодатта Божја, која ми е дадена за вас. Односно, дека преку откровение Бог ми ја соопшти тајната, како што и погоре ви напишав накратко. Читајќи го тоа, можете да разберете како сум ја сватил тајната на Христос, која на синовите човечки од поранешните поколенија не им беше објавена, како што сега се откри на неговите свети апостоли и пророци преку Светиот Дух. Доволно е до тука да сватиме дека некои работи во некој дел од човечката историја не се откриени, за подоцна Господ да ги открие на своите свети и на своите слуги. Значи, да кажеме дека тоа знаење од тајно преминува во јавно или објавено веќе. Тоа е со цел. Господ знае што да објави, што да ни даде. Значи, некоја вистина, некоја одредено време останува сокриена, и во тоа време опасно е за човекот со својот ограничен ум да се занимава со тоа што е тајно, што не е откриено. За да во некое друго време Господ се послужи преку некој свој слуга и открие делови од тоа што некојаш било тајно. Некојаш заради самата наша ограниченост. Но видите што вели сега еден цитат од големата борба, значи ќе читаме сега повеќе цитати во овој правец. Вели во големата борба на 678 страна оригинална
значи сите страни што ги читам се оригинални, вели вака, како годините на вечноста ќе поминуваат, значи сега да се пренесеме во вечноста. Ние сме на новата земја, спасени, како годините на вечноста ќе поминуваат, ќе донесуваат се побогати и почудесни откритија за Бога и Христа. Со зголемувањето на знаењето ќе расте и нивната љубов, значи нашата љубов на луѓето, нивната страво почит и среќа. Колку повеќе луѓето ќе знаат за Бога, се посилно ќе му се восхитуваат на неговиот карактер. Че видите, цитатот вели дека во вечноста постојано ќе напредуваме во откривање на нови работи. И со тоа се повеќе ќе му се восхитуваме на карактерот. Сега се симнеме на ова наша земја. Вели во Христови параболи на 127 страна, во секое време вистината доживувала нов подем, се појавувала во вид на порака што му ја упатувал Бог на народот на тоа поколение. Значи, видите, во одреден историски период вистината доживува подем, се појавува, вели, во вид на порака што му ја упатил Бог на народот, значи објава, како објава за народот Божи, за оние кои што му се послушни, кои што пред се живеат според дадената светлина. Значи Господ токму на тие им открива нова светлина, кои што веќе чекорат по дадената светлина. Еве ви стих, Пословици 4:18. Познат стих. Патеката на праведните е како болскава светлина, која свети се повеќе и повеќе, дури не настане ден. Во контекст на оно што го кажавме, постепено, дел по дел Господ ни открива од тајниот дел, од оно што било тајно, што не можеле луѓето да го разберат некојаш, па повеќе, се додека не блесне и не настане ден. Исто Христови параболи, 105 страна. Вели, Бог не ја крие својата вистина од луѓето. Видите, која е причината некојаш зашто Господ не објавува дел од својата вистина. Бог не ја крие својата вистина од луѓето. Со своето однесување тие самите ја кријат од себе. Значи, во некои периоди од историјата вистината била откривана побрзо, отколку во некои други периоди, а причината за тоа не е Бог, туку самите луѓе, колку тие можат да примат, колку можат да понесат. Не дека Бог не сакал. Меѓутоа, пак мора да се спомне тука, дека некои работи ќе останат тајна понатаму. Видите, читавме дека во сета вечност ние ќе откриваме нови работи. Некои работи, додека сме овде на земјата, ќе останат тајна. И тука не смееме да навлегуваме. Затоа што се што можеме само да шпекулираме. Еве во Евреите 5 глава, ќе читаме од 11 до 14 стих потврда од Светото Писмо за ова што погоре го кажавме, зошто некојаш Господ не ја открива вистината со такво темпо, на таков начин, како во некои други периоди. Евреите 5 глава, од 11 стих. За ова, познати стихови се овие инаку, за ова би имале многу да ви зборуваме, што е и тешко да се толкува, бидејќи тешко сваќате. Зашто иако според годините вие требаше веќе да бидете учители, вие се уште имате потреба некој да ве учи кои се првите начела на Словото Божјо и дојдете до таква состојба што имате потреба од млеко, а не од тврда храна. Место напред вие назад се враќате. Кон млеко. За Венјам е неприродно да биде на млеко. Иако Дејан вика дека прикардашил, не. Колку е подобро на мајчино млеко, колку подолго е на мајчино млеко, толку подобро. Мислам дека тоа го слушнавме од професорот, ако не се лажам, минатата сабота. И не е страшно. Воопшто, ако се уште не се одвикнало од тоа. Но страшно е ако во духовна смисла, ние кои што 20, 30, 50 години можеби сме во вистината, сме се вратили назад и сме на млеко. Без разлика, може да е сојно, може да, не знам какво да има млеко е. Тоа не е тврда храна. Не е нешто што треба да се изджвака, да се свари. Вели, секој што се храни со млеко, 13 стих, е невешт во словото на правдата, бидејќи е дете. Значи, пошто си на млеко, Бог те сврстува
во дете, во деца. А тврдата храна е за зрелите, кои благодарејќи на поуката имаат чувства и се научени да разликуваат добро од зло. А детето многу не знае да разликува што е добро, што е зло. Ете затоа, некојаш Господ не открива, не ни открива, затоа што ние самите не можеме да сватиме. Сме како деца во тој поглед. Христови параболи, 134 страна. Видите што вели овој цитат. Во вечноста ќе го изучуваме она што сме можеле да го научиме овде, кога би дозволиле да бидеме просветлени како што сме можеле да бидеме просветлени. Овде. Значи сме можеме и тука да напреднеме многу, меѓутоа до каде можеме до таму. Сега после ќе продолжиме во вечноста, значи на тој факултет. Дај Боже таму да се најдеме. Темите поврзани со откупот, тоа и денеска се спомна. Темите поврзани со откупот, самиот план на спасение. Че ние денеска рековме, некој рече дека не можеме да сватиме Христовата жртва. Па не можеме комплетно ни планот на спасение да го сватиме. Мислам, да, тоа што е основно и битно за наше спасение, тоа Господ го има така едноставно прикажано, поготово за планот на спасението, тоа што е најбитно. Меѓутоа, сепак, значи, некои делови, вели, поврзани теми со откупот ќе го окупираат срцето, умот и јазикот на откупените во текот на сите времиња. Тие ќе ги сватат вистините што сакал Христос да им ги открие на своите ученици и кои тие не можеле да ги сватат, бидејќи немале доволно вера. Низ сета вечност ќе се појавуваат нови погледи за Христовото совршенство и слава. Во текот на бесконечните векови на вечноста, верниот домакин од своите ризници ќе изнесува ново и старо. Интересно. Тек ќе учиме. Значи, овој факултет на кој што сме нема крај, како што гледаме од овие некои цитати. Нема да дојде момент кој ќе речеме, готово сега, се знаеме. Значи, имам тамо мастер, не знам каква диплома, ова, она, и толку. Нема веќе време, мислам, можности за напредок, иако дури на оваа земја, вие имате постојано можности, може да имате можности за напредок, во поглед на нови знаења. Човекот се учи доека е жив, нели? Така гласи поговорката. Меѓутоа, во овој случај, можеме да кажеме дека човекот ќе се учи во сета вечност. Ќе учи. Но, како што кажав, но одредени нешта ќе останат тајна. Сега да видиме. Каде луѓето знаат да навлегуваат, каде што јас од старт, која се појави оние гласини на теорија за тројството, знаете, односно против тројството, знаев дека тука нешто не штима. И се оградив и реков, јас со мојот памет, ја таму не можам да навлезам, нити да сватам. И мора човек, значи, да е доволно понизен и прибран, за да не навлегува во сфери кои што не ни се дадени. Затоа што? Ева така сгрешила. Се навратиме тоа малку подоцна. Ева така сгрешила. Не требало да навлегува во таа сфера. Да дознава што е добро и што е зло. Па навлегла и што добила? Ништо не добила, изгубила. Го изгубила дури тоа што го имала. Но да читаме. 8 сведоштво. Таму имате во 8-то сведоштво, 279-280 страна, имате цела една глава за шпекулативни теории. Еве ќе читаме некои делови. Дури ни на ангелите не им било дозволено да учествуваат во советувањето помеѓу таткото и синот, кога е создаван планот на спасението. Овие човечки суштества, кои се трудат да продрат во тајните на Севишниот, покажуваат, оние човечки суштества, се извинувам, кои се трудат да продрат во тајните на Севишниот, покажуваат дека не ги познаваат духовните и вечни вистини. Тие би направиле многу подобро, додека се уште се слуша гласот на милоста, значи додека се уште трае времето на милоста, да се понизат во прашина, во правот земски, молејќи му се на Бога да ги поучи на своите патишта, на неговите патишта.
Ние за Бога, сега во заграда вели, за природата на неговото битие, не знаеме повеќе од малите деца. Но како мали деца можеме да го љубиме и слушаме. Наместо да нагодуваме каква е неговата природа или неговите права или предност во заграда, треба да ги слушаме зборовите кои тој ги изговорил. Застанете и разберете дека јас сум Бог. Псалм 46:10. Ние да го разбереме Бога со 4% од мозокот. Ние не разбираме, ја мислам не разбирам како функционира ова чудо, значи, а не па и еден куп други чуда на денешницата. Она што е тајно му припаѓа на Господа, сега се цитира баш оној стих од Второзаконие, нашиот Бог, а она што е јавно или објавено нам и на синовите наши довека, за да ги извршуваме сите зборови на овој закон. Откровението, кое самиот Бог го дал за себе во своето слово, ние наменето нам и треба да го проучуваме. Она што ни е дадено, што ни е откриено, тоа можеме да настојуваме да го сватиме. Но, подалеку од тоа не можеме да продреме. Најразвиениот ум, не знам кој да е, имаше едно детенце од Македонија, како му беше името? Да, баш тоа. Со над просечна интелигенција, не знам каде и што и кај заврши, веројатно некаде во странство. Предпоставам, пошто ние тука не знаеме да ги искористиме таквите умови. Но вели и најразвиениот ум може да се напрега додека не се умори, создавајќи разни предпоставки за Божјата природа, но неговите напори ќе останат напразни. Џабе, колку сакате растегајте во умот, не знам што сакате да правите. Од 4% 40 ако сакате да направите, ако тоа е можно, а не е можно. Вашите напори да создавајќи си разни предпоставки за Божјата природа ќе останат напразни и тоа ќе бидат само предпоставки и шпекулации. Нам не ни е дадено да го решаваме овој проблем. Ни еден човечки ум не може целосно да го разбере Бога. Човекот во својата ограниченост нека не се напрега да го толкува него. Никој нека не се впушта да нагодува за неговата природа. Молчењето овде значи речитост или елоквентност. За сезнајниот, за Бога, не може да се расправа. Ке седнеме и сега ќе расправаме за Бог, за Божеството. Колку сме ние ситни и ништожни за да дебатираме за такви теми. Па не знам, како што реков денес, личност, не, персон, персоналити, овде пишува персон, Елен Вајд пишала персоналити, како луѓето си го губат времето, значи, за некои работи. Видите што вели во Јов, Светото писмо 11 глава, од 7 до 9. Можеш ли во длабочините Божии да проникнеш? Можеш ли да го достигнеш совршенството на Вседржителот? Тој е повисок од небесата. Што можеш да направиш? Подлабоко е од пеколот, што можеш да дознаеш? Подолга од земјата е мерката негова и поширока од морето. 28 глава Јов 12, од 12 стих подолу. Но каде се наоѓа мудроста и каде е местото на разумот? Не ја знае човекот цената нејзина, ниту се наоѓа во земјата на живите. Бездната вели, не е во мене таа. И морето вели, не е кај мене. Мудроста, нели? Таа не се дава за злато и не се добива за измерено сребро. Таа не се оценува со офирско злато, со скапоцен оникс, ниту со сафир. Не се споредува со неа злато и кристал. Нема да ја размениш со садови од чисто злато. Не можеш да ја купиш. Мудроста. А за корал и бисер нема што ни да се спомнува, зашто здобивање со мудрост чини повеќе од скапоцен камен. Со неа не се изедначува етиопскиот топаз, со чисто злато таа не се оценува. Од каде всушност излегува мудроста? Каде е местото на разумот? Сокриена е таа од очите на се што е живо и притаена од птиците небески.
Пеколот и смртта велат, со ушите своји го чувме зборувањето за неа. Бог го знае патот неизин, тој го познава местото неизино, зашто тој гледа до крајот на земјата и гледа по целото небо. Кога тој му даваше на ветрот мерка и ја наместуваше водата по мера, кога му даваше наредби на дождот и пат на громоносната молња, уште тоа што ја виде, ја опиша, ја забележи, уште ја испита, а на човекот му рече: ете, стравот Господов е вистинска мудрост, а одбегнувањето од злото е разум. Сакаме мудрост, разум, да навлеземе во некои тајни, можеби? Не ни е дадено да знаеме се, меѓутоа и она што ни е дадено, ако сакаме да го разбереме, како ќе го разбереме? Ако имаме Господов страв, ако сме понизни, ако сме спремни да учиме, а не да наседнеме на она ѓаволска измама, гордоста да си ја поддигнеме, тоа ѓаволот чека и гледа да наседнеме, затоа што сите ја имаме, ја носиме. Тоа е дел од таа наша грешна природа, гордост и себичност. Да јас знам нешто што никој друг не знае. Мудрост, значи, не се наоѓа ни по патот на истражувањето на земјината внатрешност, ниту во залудното настојување да се проникне, вели Елен Вајд, во тајните на Божето суштество. Таа се наоѓа во понизното прифаќање на откровенијата, кои нему му било угодно да не ги даде, и во прилагодувањата на животот на неговата волја. Ако ние не живееме според неговата волја, нема што да очекуваме Господ да ни открие нови вистини, да навлеземе во некои тајни, што можеби за некое време биле тајни, а денес сака да ни ги открие, затоа што е битно за нашето спасение. Тоа е најбитната тема, нашето спасение. А вие, мислам, нормално, добро е да се знаат ред други работи, меѓутоа, пак ќе кажам, клучна цел на ѓаволот е да ве оттргне од вистинската тема и да ве насочи на дебати, на разни теми и темички, а теми има еден куп, пред се, да ве бутне во оние сфери кои што не се предмет на наши истражувања, затоа што не можеме воопшто да навлеземе. Здрави и среќа. Книгата 427-428. Едно од најголемите зла што ја следат потрагата по знаење и истражувањето на науката е склоноста да се издигнува човечкиот ум над неговата вистинска вредност и над неговата вистинска улога. Многумина се обидуваат да судат за Создателот и неговите дела според нивното несовршено познавање на науката. Денеска ги имате еден куп експерти, знаете, оние кои што баратаат со милиони години и така натаму. Тие настојуваат да ја спознаат природата, својствата и правата на Бога и се впуштаат во сумнителни теории во однос на вечниот. И повторно, значи, насоката е во познавањето на природата на Бога. Оние што се впуштаат во вакви проучувања стапнуваат на недозволена почва. Нивното истражување нема да донесе никакви вредни резултати и може да биде проследено само со уништување на душата. Видите, значи, која опасност виси, која проучувате ваква тема, да место го запознаете Бога и познавањето на Бога да значи вечен живот за вас, да всушност се случи она спротивното. Нашите прародители, сега, акцент на Адам и Ева, нашите прародители биле наведени на грев поради желбата да го дознаат она што Бог го сочувал од луѓето. Господ никогаш немал намера луѓето да знаат што е зло. Туку само доброто. Ама Ева отишла крај дрвото на познавање на доброто и злото и била измамена од ѓаволот. Сакајќи да го здобијат тоа познавање, тие изгубиле се што е вредно да се има. Ако Адам и Ева не го допреле забранетото дрво, Бог во нив ке втиснел знаење врз кое не почива клетвата на гревот, знаење кое би им донело вечна радост. Се што добиле слушајќи го искушувачот, било познавање на гревот и неговите последици. Со својата непослушност, човештвото било оттуѓено од Бога и земјата разделена од небото. Токму заради желбата да се дознае нешто тајно, нешто што не треба да го дознаваш, нешто што Господ не определил да го знаеш.
И ова е поука, една огромна поука за секој од нас. Значи, полето на кое што сатаната ги навел нашите прародители е истото кое ги намамува и луѓето денес. Токму заради таа гордост. Од една страна ограниченоста на човечкиот ум, од другата страна нивната гордост. Значи, ѓаволот го преплавува денеска светот со привлечни измислици, со се и се што, со сите сили, вели Елен Вајд, што му се покоруваат, тој сака да ги наведе луѓето на шпекулации во врска со Бога. На тој начин се обидува да ги спречи да го добијат она знаење за Бога кое донесува спасение. Зашто само тоа е битното. Уште еден цитат од Здравје и среќа. Истражувајќи, човекот не може да го најде Бога. Никој нека не се осмелува да се обиде да го подигне велот што ја сокрива неговата слава. Колку се и неиспитливи неговите судови и неиспитливи неговите патишта, Римјаните 11:33. Тоа што тој ја сокрива својата моќ е доказ за неговата милост, зашто да се подигне велот што ја сокрива неговата божествена присутност, значи смрт. Ниту еден смртен ум не може да навлезе во таинственоста во која се моќниот престојува и делува. Кај престојува и делува се моќниот? Таму некаде. Кај е Божиот престол? Таму некаде, не знае. Ама не, ние си дозволуваме да навлеземе таму, не ние, меѓутоа, нели? Знаете што сакам да кажам? Па да видиме дали се двајца, дали се тројца, дали... Тоа е само една тема, меѓутоа луѓето навлегуваат во се и се што. Меѓутоа тема која што беше и веројатно се уште актуелна. Значи, ниту еден смртен ум не може да навлезе во таинственоста во која се моќниот престојува и делува. Ние можеме да спознаеме за него само она што тој увидел дека е соодветно да ни го открие. Разумот мора да признае авторитет поголем од неговиот. Значи, да ја сруши таа гордост твоја. Срцето, како и интелектот, мора да се поклонат пред големиот јас сум. Многу овој цитати, еве сега прибршуваме еден многу едноставен цитат, кој што многу кажува, исто од 8-то сведоштво, 280 страна. Се, што човекот треба и може да дознае за Бога, е откриено во животот и карактерот на неговиот син. Точка. Многу едноставно. Се што човекот треба и може да дознае, може да го открие во животот и карактерот на Исуса Христа. Исус Христос, меѓу друго, тој дошел да го открие Божиот карактер. Тука гледајте на Христа, тука е тоа што е битно да го знаете и да го дознаете. И да ви стане од ден на ден се помил и помил Бог, познавајќи го неговиот карактер преку животот на неговиот син. Значи, сето ова се сериозни предупредувања кои што сакав да ги нагласам, да ви кажам дека таму нема да одиме, значи може би некој ќе очекуваше такво нешто, ама нема да одиме од тоа поле, затоа што јас во својата маленкост ќе кажам, ја не си дозволам таму да навлезам, ја не можам да навлезам. И ќе се тргаме настрана од шпекулативни теории. Туку треба да го откриеме она што е битно за нашиот раст, да растеме во познавањето на Бога. И само да напоменам на крајот дека од друга страна постои една друга опасност, а тоа е да не проучувате за Бога и за неговиот карактер. Да речете, што сега ќе навлегувам таму или... Еве што вели сестра Елен Вајд во поглед на тоа во 5-то сведоштво, 740 страна. Сатаната постојано, внимавајте, значи што се труди сатаната? Постојано, неуморно сатаната се труди мислите на луѓето да ги обземе со оние работи кои ќе ги спречат да добијат знаење за Бога. Значи потребно е да го познаваме Бога затоа што тоа е вечен живот. Ама треба да внимаваме до каде да одиме и треба да внимаваме посебно каде не треба да одиме. Затоа што, како велеше Второзаконие 29:29, ајде еве ќе завршиме со тој стих повторно. Што е сокриено му припаѓа на Господа нашиот Бог, а објавата нам и на нашите синови за секојаш, за да ги вршиме зборовите на овој закон. А Господ многу добро знае, он е премудар, многу добро знае што да ни открие и што е за наше добро и што е за наше спасение.
Дека Господ ни помогне во ова проучување, што туку го започнуваме на некој начин во оваа серија. Слава нека му е нему. Амин. Боже и Господе наш, Ти благодариме за овој убав саботен ден, што заеднички го поминавме со Тебе и со Твоето Слово и што можевме да се поучиме и да се насочиме во вистинска насока. Те молиме да ни помогнеш да ја скршиме нашата гордост, да се понизиме и да спремни, творејќи ја Твојата волја, чекаме нови знаења и нови објави од Твојата ризница на мудрости и знаење. Видовме дека и во сета вечност ќе учиме некои работи, но мора да сватиме како ограничени човечки суштества дека во некои работи воопшто не ни е место да навлегуваме. И со Твоја помош, Господи, во ова проучување, ќе ја следиме тој правец, нема да навлегуваме таму каде што не ни е место, но она што ни е откриено, она што ни е објавено и те како сакаме да го знаеме, сакаме подблизу да Те запознаеме, Господи, и да имаме уште потесна заедница со Тебе, затоа што тоа значи вечен живот. А сето она што е битно за нашето спасение, тоа е всушност најбитно. Затоа со овие мисли, со Тебе покрај десната страна, со Твоја сила, води ни, Господи, во ова нова седмица, која што навлегуваме веќе, пред новите искушенија и новите предизвици, за да можеме да истраеме, за да можеме да добиеме нови искуства и да бидеме посилни. И посебно Те молиме, Господи, да бидеш со сите оние кои што страдаат, болните, немокните, страдалните, оние кои што можеби се позатвори, оние кои што неправедно лежат или биваат осудени, или кои да се, Господи, биди со сите нив и посебно, како и секојаш Те молиме и ја имаме секојаш нашата мимица во нашите молитви, Те молиме за нејзино исцелување и ако и Твоја Божја волја, Господи, и за нејзино охрабрување пред се и нејзино спасение и спасение на секој од нас и на секоја Твоја верна душа. Ти благодариме за сите откриени вистини и ќе настојуваме понатаму да проучуваме, а Ти да ни откриваш сето она што е потребно за се. Ти благодариме, Господи, во Христово име. Амин.